Дејан, здраво. Добро утро. Реков во светот, ама ние ќе се осврнеме повеќе на Западен Балкан, односно на нашите соседи Србија, Црна Гора, Косово, случувањата. Секаде виреат идеите, односно не идеите, роковите за изборите. Србија е она која што има конкретен датум и ги закажа изборите во следниот месец, во јуни. Каква е тензијата таму? Тензијата е огромна. Јас само ќе се надоврзам на твојот влез дека оваа година требаше да биде предизборна година и на Балканот и во светот, нели треба да има избори кај нас во Србија, во Црна Гора, во Хрватска, во Словенија, но и во Соединетите Американски држави, па и во Русија. Но овој COVID-19 или коронавирусот малку им го зема приматот, но како што паднат мерките, така опадна и интересот за коронавирусот и повеќе влезе, особено на Балканот, во жижа предизборието. Србија, како што самиот кажа, има конкретен датум, 21 јуни, но таму има еден проблем каде што опозицијата, односно еден дел од опозицијата, се обидува да ги бойкотира тие избори. Во Србија се направи на некој начин три вида на опозиција, тоа го зборувавме изминатите денови. Една е онаа парламентарна опозиција предводена од српските радикали на Војслав Шешелј и на Чедомир Јовановиќ, либерал-демократот, кои се парламентарна демократија, кои ги поддржуваат овие избори и кои во изминатиот период дури има и примеси на прорежимска опозиција, бидејќи многу пати ја бранеа политиката на председателот Александар Вучич и неговата Српска напредна странка. Втората опозиција, онаа порадикална, која идентично како и кај нас, одбива да излезе на избори. Зошто? Кој е? Па кај нив... Веројатно стравот од спрвувањето со пандемијата? Опозицијата е предводена од Драган Джилас и неговата партија. Во неја беа и Вук Јеремиќ и лидерот на Двери Бошко Обрадовиќ. Тие сметаат дека по излазот на коронавирусот, но и пред појавата на коронавирусот, нема фер односи и услови за излаз на избори и тие сега по секоја цена го бойкотираат, најавуваат дека ќе го бойкотираат излезниот ден, односно изборите, сметајќи дека првин треба да се договорат со власта и дури некаде во септември, октомври, доколку се направат услови да излезат на избори. Тие од тој дел на опозицијата отиде дотаму што еден од лидерите Бошко Обрадовиќ изминативе денови настапуваше агресивно. Првин беше избркан од собранието, потоа напад на пратеник на Српската напредна странка, а сега и штрајкува со глас пред Српското собрание со покажување дека ќе штрајкува со глас се додека не се договорат за пролонгирање на изборите. Тука имаше поддршка од Драган Джилас, но од утринава нема поддршка од, тој се вика Сојуз на Србија, инаку таа коалиција на овие партии. Поранешниот шеф на српската дипломатија Вук Јеремиќ и неговата народна странка утринава најави дека излегува од Сојузот на Србија, бидејќи не дава поддршка на агресивното однесување на дел од опозицијата. Третата опозиција некако би рекол оживеа изминатиот период, ја оживеа поранешниот претседател на Србија Борис Тадиќ, кој иако опозиционер најави дека бојкотот не оди никаде, не води никаде, туку дека треба опозицијата да се окрупни и заедно на настапи на 21 јуни и така на некој начин да го порази Александар Вучич. И тука се поставува прашањето, ако се соберат сите Джилас, Тадиќ, Обрадовиќ, Јеремиќ и сите тие, ако заедно не успеат да го победат Вучич, тогаш во прашање се става и нивната политичка кариера. Нивната политичка кариера... Може би затоа условите се неопходни. Нивната политичка кариера, тука има некоја смисла Борис Тадиќ кој побара да се обедини опозицијата, односно сите партии од поранешната демократска странка на убиениот премиер Зоран Џинџиќ, кој потоа нели лидерското место го наследи Борис Тадиќ и кога 2013 година ги загуби изборите, таа партија се распадна. Тие сега изминативе 2 дена се обитуваат актуелната демократска странка предводена од Лутовац да ја го сменат раководството, кое се залага исто така за бојкот на избори, да подсетам, да го урнат тоа раководство. Практично опозицијата меѓу себе се бори за да ја реформира таа демократска партија или демократска странка, која беше формирана од Зоран Џинџиќ и така обединети во демократската партија или демократската странка, како што се нарекува оригинално, да се обидат да му се спротистават на Вучич и на 21 јуни да го поразат. Се разбира, разединетоста на опозицијата е огромна, а времето е многу мало и ми се чини дека
на улиците на српските градови, особено на Белград, изминативе денови бевме сведоци како дојде до мало подигање на агресивноста и на тензиите, каде што на протестите на делот од опозицијата имаше контрапротести од владеачката партија, па дојде дури до доближување на двете маси. Ќе видиме што ќе се случи во наредниот период, но важно е да се каже дека изборите на 21 јуни ќе се одржат. Дејан, ќе земеме уште минута две од вестите, бидејќи тоа е она што следи. Каква е улогата на бидејќи се интензивира косовското прашање, таму нема влада во моментов. Уставниот суд се очекува некаде кон крајот на месецот да се произнесе во Косово. Меѓутоа, ако се поврзат политиките на Доналд Трамп и она што значи нова влада во Косово, кој би бил интересот? Минута две имаме. Накратко би рекол, и Америка е пред избори, Доналд Трамп сака да добие да го освои вториот мандат, коронавирусот многу му го намали рейтингот меѓу граѓаните. Кратко, на Доналд Трамп во предизборието му треба една голема меѓународна победа. Значи победа како председател на меѓународната политичка сцена. Се обиде со Иран, не успеа, се обиде со Венецуела, не успева, тоа се големи залаци. Најверојатно повторно велам, тоа е моје мислење, но и мислење на многу аналитичари, е дека Доналд Трамп ќе се одлучи да го реши косовското прашање и така да добие политички поени на меѓународната политичка сцена и така да влезе во предизборната трка. Зошто велам Косово? Американскиот план за демаркација на границите, односно размена на територија меѓу Косово и Србија е една од опциите. Зашто? Има согласно од актуелниот председател Вучич, кој најверојатно и ќе биде фаворит на овие избори, но на Косово немаше согласност од актуелниот премиер Албин Курти, чија влада и падна, и сега се формира нова влада со ново второ рангираниот та партија, Демократска партија на Косово, која би требало да ја спроведе оваа политика. Оттаму и тензиите на Косово, па дури вчера имавме една интересен настан, каде што Албин Курти како премиер на паднатата влада и лидер на партијата која освои најголем број на гласови, направи проба на протести со цел доколку второрангираната и треторангираната партија на Косово формираат влада да организира протести, а повторно ќе кажам, неговата главна забелешка е што он не се согласува со планот на Вашингтон за размена на територија. Ке ги следиме и случувањата во Косово, како што реков, Уставниот суд е оној кој што набрзо треба да донесе некаква одлука, дали ќе ја послушаате или не, кој ќе направи влада, е прашање и интерес и во Македонија. Ќе разговараме во студиото секако и на таа тема повторно